Колку ова ќе биде решение на проблемот со загадувањето? Со налепници, со постарите возила да бидат на некој начин обележани, да не можете да ги возите во одредени делови од... Знаете ли, месеците? мене и оваа мерка ми се гледа премногу лицемерна, бидејќи реално нашава администрација, држава, влада како целина не даде можност на нашиве сограѓани да си го подноват возниот парк. Зошто? Бидејќи држава не сака да се откаже, многу пати и ние сме го предлагале тоа, од оние давачки кон државата ако вие внесете автомобил надвор од Македонија. Многу се малку луѓе во нашава земја кои што можат да си дозволат да си купат нов автомобил. Најчесто зимаме она што доаѓа од Германија, половни, нели, по 10 години најмалку. Но каде е проблемот? Проблемот е следниот. Вие купувате автомобил за 2000 евра, пристигнувате во Македонија и плаќате уште 1500 евра давачки. Тоа станува 3500 евра. И купувате автомобил кој што е 2000 година. Представете си хипотезата државата да се откаже од тие 1500 евра давачки. Значи вие ќе можете да купите автомобил кој што неговата цена надвор од Македонија би била 3500 евра. Ако државата направи таква мерка во следните 2 или 3 години, јас ви гарантирам дека македонскиот возен парк ќе се поднови и тоа драстично. Зошто? Бидејќи повеќе од 80% од автомобилите во Македонија се над 20 години. Тоа е официјална статистика на Евростат. Ако ние на граѓаните им дадеме таква шанса, секој еден од нив нормално е, тој така или иначе тие 1500 евра треба да ги даде на државата, ќе си купи понов автомобил. И како ќе го стимулираме? Ќе им ставиме граница. Секој што ќе купи автомобил понов од 10 години, ќе ги користи даночните ослободувања. Секој што ќе купи постар автомобил од 10 години, да се стимулира, при самото купување, тогаш веќе ги стимулирате. Односно автомобилите на електрична енергија или пак да речеме автомобилите, бидејќи оние автомобили во Македонија кои што се возат на газ, така наречениот плин, тие се еколошки автомобили. Има модел како тие да бидат 100% еколошки. Ајде државата да размислува да ги стимулира граѓаните во една таква насока. Не да им ги качува акцизите на горивата и на газта, а да најде модел како да ги регулира работиве што е можно повеќе граѓани да возат автомобили на природен газ. И третиот модел кога зборуваме за сето ова е тоа што го кажува во статусот вашата колешка. Големите загадувачи. Тоа е другиот момент на лицемерие. Значи ние имаме огромни загадувачи во нашава земја кои што апсолутно никакви еколошки норми не исполнуваат и ние не сме се потрудиле како општество, тука станува збор за цементари, леарни и така натаму гиганти кои што располагаат со милионски средства, печалби на година, и ние не сме ги дисциплинирале. Тоест не сме ја наложиле законодавната база врз нив. Полесно ни е да наложиме таа база врз обичниот човек, обичниот граѓанин. И кога почнавме во самава емисија, ви спомнав за моментот кога размислувавме за тоа што е важно за општеството, ние како нов политички субјект да го инспирираме. Тоа е тој момент на граѓански револт. Јас сметам дека оваа мерка граѓаните треба многу добро да ја размислат. Значи некој не може да удри како што велат постарите по магарето, па решил да удри по самарот. Јас мислам дека треба да размислат оние кои што сака да воведат многу сериозно. Ако ние не се спротивставиме како општество, јас размислував со тоа да излеземе со идеја да предизвикаме протест по оваа тема, но веднаш ќе бевме обвинети дека некој сака да го политизира граѓанското незадоволство. Се прашувам каде се невладините организации во земја. Зошто тие исти невладини организации не организираат таков протест? Да излезат јасно да застанат зад интересот на граѓаните. И моментот со грејењето, секој во оваа земја кога зборуваме за еколошкиве, за воздухот и за средината во која што живееме, ние го забораваме грејењето. Ако ние почитувани, јас многу често сум го критикувал тој проект Скопје 2014, потрошивме и ние не знаеме близу 800 милиони евра. Потрошивме од кои што половината од тие пари се потрошени за апсолутни глупости, а голем дел од нив завршија и по джебовите на тогашната политичка елита и тоа е повеќе од факт. Тие се за подобрување на стандардот нечи. Ако ние тие средства ги инвестиравме во животната средина, во грејењето, секоја една општина, секое едно населено место во оваа земја ќе имаше газ на располагање, ќе имаше алтернативни методи за грејење, ќе беше решен голем дел
од тие проблеми кои што се сврзани со Во секој животната случај испаѓа средина. дека не можеш по магарето удри по самарот или обратно, така некако беше. Но добро. Јас се надевам дека тој начин на трошење на јавни средства во оваа земја ќе заврши. Се надевам дека граѓаните ќе притискаат, ќе негодуваат, ќе протестираат против грешните политики и ние како општество ќе стигнеме до еден таков момент на општествен развој во кој што ќе трошиме јавни средства по приоритети. Ајде да престанеме со тоа да ги шминкаме улиците или не знам да правиме некакви апсолутно никому непотребни работи како тој проект Скопје 2014 и да потрошиме малку од сопствените средства, даноци и други давачки за животната средина. Тука не станува збор за нас, станува збор за средината која што ние ќе ја оставиме на нашите деца.